very much. Фала многу. Greetings from Gostivar. Поздрав од Гостивар до сите вас. This is actually my first time being in a service when the language was Macedonian. Ова е мојот прв пат кога јазикот е на македонски да сум на служба. It's a big honor to be here. Голема чест ми е да сум тука. I see that you have evangelical in your name. Гледам дека имате евангелска име. Which sets me at rest because evangel is the good news, right? Тоа ми дава мир бидејќи евангелието е добрата вест, нели така? And the good news is Jesus. И добрата вест е Исус. That Jesus came, that Jesus died, that he was risen from the dead. Дека Исус дојде, умре и воскресна од мртвите. That we have salvation in him. Дека имаме спасение во него. And as Christians, that's where we live, right? In that truth and in that hope. И како христијани ние живееме во таа вистина и во таа надеж. Which makes this kind of a meeting unlike any other kind of meeting. Ова го прави да биде состанок од еден поинаква сорта. Because even though I don't know many of you and some of you I've only met briefly. Бидејќи не знам повеќето од вас, само неколку од вас имам сретнато на кратко. In the gospel we're family. Во евангелието сме сите ние фамилија, вие сте ми како браќа и сестри. And so I was trying to think, well, what can I share with my family that I don't know very well? И размислував што можам да споделам со мојата фамилија што не знам многу добро или знам. And I've decided that we'll go to Mark 10 verses 32 through 34. И ќе разгледуваме Марк 10 глава од 32 стих до 34 стих. We won't read it quite yet. But I think these verses will apply to any situation in your life. So even though I don't know you and you don't know me that well, if we think on these verses, I think whatever the situation is that's challenging for you right now, these verses will speak to that. Овие стихови може да бидат аплицирани во која било ситуација од твојот живот. Дали во било која ситуација поминуваш, може овие стихови да ти говорат. But then I also started to think, sometimes it's not just the situation that is difficult, right? It's actually how we are looking at ourselves. И по некој пат не е секогаш нашата надвор ситуација дека е тешка, понекогаш е како ние се гледаме сами на себе. It's easy for me to look at myself like I don't have value, I don't really understand what my value could be. И лесно е за мене да исто така да си кажам, да размислам дали имам вредност и која е мојата вредност како човек. I think these verses will show us the gospel in a way that addresses that also. Овие стихови ќе ни помогнат исто тоа да го видиме за нас. And I don't know what God is calling you to do in your life right this moment, but I know that I'm not very brave. Не знам што Бог ве повикува во овој момент, но исто така знам дека ја не сум толку храбар. Sometimes when I go back to the US, they say, "Oh, you live in Gostivar, you must be very brave. You're working with these people that are different than us." And I am not actually. Кога се враќам во Америка, таму американците ми викаат ти мора да си многу храбар, одиш и работиш меѓу албанци во Гостивар. Ја им викам фактот е дека не сум храбар. But there is something in the gospel that gives us courage. And these verses will show us what that thing is. Има нешто во евангелието што ни дава храброст и овие стихови ќе ни помогнат да видиме што е тоа. So Victoria, will you read our verses now that we're all excited? Стиховите се од Марко 10 32 до 34 стих. И стиховите викаат, се работи за Исус кој по трет пат ја најавува својата смрт и воскресение. Кога беа на пат, искачувајќи се кон Ерусалим, Исус одеше пред нив, а тие беа вџашени. Па врвејќи по него се уплашија. И кога ги повика повторно 12-тите, почна да им зборува за она што ќе се случи со него. Ете, се искачуваме кон Ерусалим, и Синот човечки ќе биде предаден на правосвештениците и книжниците, и ќе го осудат на смрт, и ќе го предадат на незабожците, и ќе го исмеат, ќе го убијат, ќе го бијат, ќе го плјукаат
и ќе го убијат. И на третиот ден ќе воскресне. All right, let's pray. Се помолиме. Dear Heavenly Father, Драг небесен татко, thank you for giving us your word, фала што ни го даде твојот збор. and thank you for giving us Jesus. Фала што ни го даде Исус. Thank you for teaching us by your Spirit. Фала што не учиш преку твојот дух. We can see these verses are important to you. Please make them important to our hearts as well. Гледаме дека овие стихови се важни за тебе, направи ги важни да бидат за нашите срца. We pray this in Jesus' name. Amen. Молиме ова во името на Исус. Амин. General Patton was a famous U.S. Army general in World War II. Генералот Патон бил познат војсководец или генерал во време на Втората светска војна во Америка. He was a symbol for Americans of bravery. Тој беше символ на американците за храброст. And he was very successful in many battles. И беше многу успешен во многу битки. But when the war was over, Но кога војната заврши, he died in a simple car accident. тој умре во обична сообраќајна несреќа. So many bullets and so many battles, and he died like that. Преку толку многу куршуми и толку многу војни битки, умре сепак така. If you're an Albanian, pretty much living anywhere, you know about George Castriot Skanderbeg. Ако си албанец, знаеш сигурно за Герк Кастриот Скендербег. Just Skanderbeg is fine. And every Albanian, when they hear that name, they stand up with a little bit of pride. И секој албанец кој ќе го слушне тоа име, се чувствува храбар. Because he was an amazing general. Бидејќи беше тој неверојатен генерал. Some say he was poisoned, and some say he died of malaria. Некои викаат дека бил отруен, некои викаат дека умрел од маларија. But everyone says he didn't die in battle. Но сите викаат дека тој не почина во битка. Coming closer to the capital, there's Alexander the Great, right? Тука во главниот град го Mentored by имаме Aristotle, fearless warrior, conqueror of most of the known world. значи тука го имаме кај нас Александар Македонски или големиот Александар. И он исто така бил голем војсководач, поведел многу битки и бил многу храбар. And yet, poison or disease, we're not sure, he didn't die on the battlefield either. Исто така тој не умре во битката, туку или бил отруен или умрел на друг начин. Maybe none of these famous generals knew how they were going to die, but I'll bet if you asked them, they wouldn't have guessed they would die like that. Ниеден од овие генерали не претпоставувал дека ќе умре како што умреле. But then we come to Jesus and we see something very different, don't we? Но кога ќе дојдеме кај Исус, гледаме нешто многу поразлично. It's very important to Jesus for some reason, which we're going to think about, that his disciples know not just that he's going to die, but that he knows how he's going to die and when it's going to happen. Исус многу поразличен во тоа што знае како ќе умре, на кој начин ќе умре и кога ќе умре. If I need to slow down, you can stop. I can do shorter. So we're going to look at three things that I think Jesus giving us these verses and telling his disciples, I'm going to go to Jerusalem and this is going to happen. Three things that this tells us about Jesus and the gospel. Ќе видиме три работи од овие стихови што Исус ни кажува во ова евангелие. And the first thing it tells us is that Jesus is going to the cross purposefully. Првата работа што може да видиме е дека Исус оди во смрт или оди кон крстот волонтерски и со цел. So think about it this way. Let's say you were able to do one of those sci-fi things and fly back through time and get to General Patton right before he gets onto that car. Замислете ако може да се вратите назад во времето и да дојдете во време на генералот Патон во Америка баш тогаш пред да влезе во колата во која ќе има сообраќајка. And I know this is hard to believe, General, but
I need you to not get in that car because you're about to die in a car accident. И му кажете вие на тој генерал, не влегувајте во колата, сериозно е, зашто ако влезете ќе умрете. And then you fly back in time again and you knock the poison wine cups out of Skanderbeg's hand and out of Alexander the Great's hand. And they live to fight another day. И се враќате исто така назад во времето и ги удирате чашите од каде што има отров на Александар Македонски и на Скендербег и тие не умираат. I don't know how they would react to that because it can't really happen. But I think they'd be grateful, right? Oh, thank you very much. Не знам како тие сите луѓе би реагирале, но најверојатно би биле многу благодарни. But let's say you're able to go back in time and warn Jesus. You could say, if you go to Jerusalem, they're going to kill you. И ако исто така му кажете на се вратите во времето и му кажете на Исус не оди во Ерусалим, тамо ќе те убијат, What would he say? што би тој кажал? He'd say, I know, right? That's actually part of the plan. Тој би кажал да, знам дека ќе умрам, тоа е дел од планот. If you read in Revelations 13:8, it says before the foundations of the world, that was the plan. Ако прочитате во Откровение 13 глава 8 стих, таму пишува дека Исус е предвиден да биде заклан пред почетокот на светот. Jesus went to the cross willingly and for a reason to do the will of the Father. Исус ќе оди на крстот да направи волјата на Бог и тоа да го направи волонтерски и со знаење. And there's some hope mixed in that, isn't there? Because this is probably the worst situation. There are lots of bad situations in the world, but this is the worst one that could happen. If you think of all the bad things that could happen, the Son of God dying is the worst, I would think. Има многу лоши ситуации што се случиле во историјата на човештвото, ама ова е најверојатно најлошата, бидејќи го имаме Божјиот син како умира. And yet it was for a reason. Но сепак е со причина. In 2 Corinthians 5:21 we see that Jesus, who knew no sin, was made sin for us, right? И може да видиме во 2 Коринтијаните 5 глава, 21 стих, каде вика дека Исус кој не знал грев станал грев за нас. Similarly, 1 Peter 2:24 it says he, that is Jesus, bore our sins in his own body on the tree, that we being dead to sins might live to righteousness. Истото го кажува и Петар во 1 Петар 2 глава, 24 стих, каде што тој вика дека Исус умрел на крстот, праведникот за неправедните, за да ние живееме праведно. On the cross we see something terrible, but we also see our salvation. На крстот гледаме нешто многу страшно, ужасно, но исто така гледаме нашето спасение. And we also see God, don't we? We see our God who can take the worst situation that we can imagine and turn it into something that's for his glory and for our good. И гледаме исто така во таа ситуација како Бог може да земе најлошата ситуација и да сврти за спасение, за негово спасение и за наше добро. So if we're thinking about something that can apply to any situation that we're worried about, we can think about that, right? Because when we worship a God like that in our hearts, then whatever fears or insecurities we have about how a situation could be pretty bad, it's never so bad that God is not in control, and our worries can disappear. Може да исто така ова да го аплицираме во нашиот живот, каде во која било ситуација да сме, тешка Бог ќе земе таа ситуација, ќе ја сврти за негова слава и за наше добро. Okay. The cross isn't a picture of God being out of control. Is the point of that. Поентата е крстот на Исус не е слика дека Бог не е у контрола, туку впрочем дека е. The cross and God's plan and Jesus going to the cross with a purpose is God in control. Ова е де факто планот на Бог. Ова е неговата волја, неговата цел, тоа што он планирал да го направи. But there's more. Point 2. Но има повеќе, точка 2. These verses tell us that Jesus went to the cross purposefully. But they also tell us that Jesus went to the cross for people that don't deserve it. Првата точка видовме дека Исус оди на крстот волонтерски,
А втората точка гледаме дека Исус оди на крстот за луѓе кои не го заслужуваат тоа. No, not volunteer. It's purposefully. That's the wrong word. Just so you know. It's okay for future. So for whom did Jesus die? Or better put, for what kind of person did Jesus die? За кого Исус умре или поточно за какви луѓе Исус умре? It's pretty clear that the religious leaders didn't deserve what Jesus is about to do because they're killing him. Може да се види дека религиозните лидери не го заслужува тоа што Исус го направи, It's pretty clear бидејќи они го убива. the Roman leaders don't deserve what Jesus is about to do. They're killing him. Исто така и римските лидери не го заслужуваат тоа, бидејќи тие го убива исто така. But what about the other people, the people that are following him at this point in Mark? Што со другите луѓе што беа таму? Што се случува со нив? Where are they when he dies? Кај се тие кога Исус умира? They're nowhere, right? They're gone. They ran away. One of them is denying him and another one is betraying him. Тие нигде ги нема, тие избегаа. Едниот се откажа од него, а другиот I don't really have it. другиот не е таму, да. Okay. Преда, да. So anyway, we could imagine some of these other generals. Imagine Patton or Skanderbeg or Alexander the Great, and they die valiantly to save their army, their people. That would be a great story, right? Wouldn't that be a great story? You could be like, not only is he an amazing general, but he died for his men. Што ако замислиме како Александар и Скендербек умираат во битка во која тие сакаат се стремат да го спасат нивниот народ. Тоа би било неверојатно, нели? That is actually not the gospel. The gospel is, in Romans 5:8, Paul writes, while we were still sinners, Christ died for us. Тоа не е Евангелието. Евангелието е во Римјаните 5 глава 8 стих каде Павле вика дека Исус умира за нас додека ние бевме грешници. That is to say that all of us were on the wrong side of the battle when we were fighting. Тоа ни кажува дека ние бевме на погрешната страна кога имаше битка. What significance does that have for us? Какво значение има тоа за нас? Well, it means that Jesus didn't walk up to any of us and say, "Hey, you look like good guys. You should join my army and you should fight with me." That didn't happen to any of us. Тоа изгледа ако Исус дојде кај вас и ви рече, еј, ти изгледаш како супер човек, дојди бори се во мојата армија. Because that wasn't ever true for any of us. Тоа не беше вистина. Тоа Исус не би го направил зашто тоа не беше вистина за сите нас. We were his enemies. Ние бевме негови непријатели. What does this mean? It means that when we see that Jesus went to the cross for a reason, on purpose, that it was part of a plan, that our insecurities can go away at that point, right? Може да видиме дека Исус отиде на крстот со цел, со план и дека нашите несигурности така се тргаат, но исто така But when we see that Jesus went to the cross for people like us, но кога ќе видиме дека Исус отиде на крстот за луѓе како нас, for people that don't deserve it, луѓе кои не го заслужуваат тоа, our insecurity about our value can go away. Because our value is not based on how good we are anymore. Нашата несигурност за себе и каде ја ставаме нашата вредност исто така испарува, бидејќи не ја ставаме во себе, туку во нешто друго. God's called him to himself and made us his, based completely on the work of Jesus. Бог не направи негови исклучиво базирано врз делото на Христос. And because of this work, we are loved deeply and without any conditions by God. И поради ова дело ние Бог не длабоко не љуби и безусловно, без услови. So these verses tell us that Jesus went to the cross on purpose. It wasn't an accident. And he did it for people that don't deserve it, like us. But we also see him doing this courageously. Значи првата точка е видовме дека Исус оди на крстот со цел. Второто е дека
го прави тоа за луѓе кои не го заслужуваат тоа, и третата е дека Исус го прави ова храбро. And you can see this especially in verse 32, if you're looking there in chapter 10. И ова може да го видите посебно во стих 32. Because how do we see Jesus? We see him walking ahead of everyone else, right? And everyone else behind him amazed and afraid, it says. Ова го гледаме како Исус оди пред сите, напред, фокусирано, а сите други се позади него и се уплашени. People think, I think there might be something bad waiting for you in Jerusalem. Они сигурно си мислат има нешто лошо што ќе се случи во Ерусалим. But Jesus knows that, and he just keeps going. Исус го знае тоа и тој продолжува да оди. In Isaiah 57, chapter 50, verse 7, it says, "Therefore I," and we think it refers to Jesus, "have set my face like a flint, and I know I shall not be put to shame." Во Исаја 50 глава, 7 стих, пишува, се мисли на Исус дека јас го фиксирав моето лице цврсто и знам дека нема да бидам застремен. And in Hebrews 12:2, it helps us understand a little bit why Jesus would do this. Во Евреите 12 глава, 2 стих ни помогнува да разбереме зошто Исус го прави ова. The author of Hebrews says, "Looking to Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him, despised the shame and is set down at the right hand of the throne of God." Да, во Евреите 12 глава, 2 стих вика, авторот пишува да се огледаме на Исус кој е авторот и завршетокот на нашата вера, кој заради радоста што беше пред него, и страмта која му следеше не ја виде како страшна, туку седна на од десна страна на престолот Божји. Anyway, we see some extra details in Hebrews that we don't see in our text, but we do see it in our text, don't we, at the very end. What does it say in the last verse of our text? It says, "And after 3 days, he will rise," right? That's the end of the story. There's actually a happy ending to this story that happens, and it's for sure in Jesus' mind. Повеќе детали што не се опишани во Марко, гледаме во Евреите, стихот што го прочитавме, и оваа сторија има среќен завршеток, дека Исус воскреснува. So this is the final thing then to think about, and this is the final question I have for you, which I think our text answers. Can the courage that Jesus has, can we have that kind of courage for the same reasons? Една работа што сакам да ја размислиме сега и да се прашаме е дали истата храброст што Исус е имал тогаш, ние може да имаме сега и денес. And I think we can, right? Because even though I don't know what God is calling you to do right now, I think all of us can know that in the gospel, we have joy set before us at the end, don't we? So the same thing that Jesus had in his mind, which was the joy set before him when he was going to endure the cross, we have that joy. И не знам што Бог сега ве повикува, но сигурен сум дека истото може и ние да го имаме како што го имал Исус, дека после маките следува радост. So if we believe in the gospel, we believe that God is in control and we believe that God loves us. So we don't have to worry so much and we can know that God values us because of Jesus. Преку Евангелието знаеме дека Бог не љуби и дека сме вредни во неговите очи заради Христос и дека нашата вредност не доаѓа од тоа што сме добри, туку од добрината на Христос. But the closing idea, and this should be encouraging, I think, to us, is that this gives us the possibility, believing the gospel gives us the possibility not just to behave like Jesus. Okay, he behaved well. But not just to behave like Jesus, but to actually be like Jesus. And to look at life the same way that Jesus was looking at his life when he was here. Мокта на Евангелието ни овозможува не само да бидеме и да се однесуваме како Христос, туку да бидеме исто како Христос. Jesus looks out at the end of the story and sees that it is good. И Исус ја гледа крајот на сторијата и гледа дека е добра. And in the same way, when we believe the gospel, when that's where our confidence is, we can look out and see that the end of the story is good for us also.
Исто така ние преку Евангелието може да кажеме дека приказната за нас на крајот е исто така добра. And it's not because we're good or because we're worthy. It's because of the work of Jesus, right? И не затоа што сме добри или вредни, туку заради работата и делото на Христос. We don't need to be insecure about our situations or insecure about our value, but we can have an unshakable foundation for courage. Тоа ни овозможува да имаме не расклатлива стабилност или фундација на нашата храброст, која е базирана не на нас, него врз Исус и Евангелието. And that's it. Let's pray. Да се помолим. Dear God, Драги Боже, we know that you are over all things, знаеме дека си над сите работи and we thank you for giving us Jesus. и ти благодариме што ни го даде Исус. Thank you that because of him we have no cause for fear. Фала ти зашто преку него и заради него немаме причина да се плашиме. Not in this life or the next. Не во овој свет и не во другиот свет. Through Jesus we are safe and we are worthy and we have courage. Преку Исус ние сме безбедни и сме вредни и имаме храброст. To live the plans that you have for our lives. Да ги живееме плановите што ти ги имаш за нас. We thank you for so great a salvation. И ти благодариме за толку голямо спасение. And worship you in our hearts, our great God. И те обожуваме во нашите срца, наш голем Господи. In Jesus' name, amen. Во името на Исус, амин.